Низ годините на социјалните мрежи добив побарување за најразлични рецепти, но само еден беше баран се почесто и почесто – палачинки. Многумина од вас верувам дека уживаат во подготовката на овој интересен и вкусен рецепт, а најголемо задоволство наоѓаат најмалите во семејството. Бидете сигурни дека ќе останете до крајот на ова видео, каде што ќе споделам не еден, не два, туку 3 различни филови за тоа како да ги послужите овие палачинки. Ајде да ви покажам како да ги подготвите највкусните палачинки. Најпрво потребно е да подготвите смесата за палачинките. Во длабок сац ставете го брашното и прстофат сол и прстофат прашок за печиво. Добро промешајте ги сите суви состојки со помош на жица за матење. Во садот додајте ги јајцата, млекото, минералната вода, екстрактот од ванила и продолжете да мешате со жица за матење се додека не добиете убава хомогена смеса. Додајте го растопениот путер во смесата и промешајте. Сега е време да ја загриете тавата во која ќе ги печете палачинките. Јас ја користам оваа тава која е специјализирана за подготовка на палачинки, а која е дел од новите садови за готвење немали. Она што најмногу ми се допаѓа е тоа што изгледа многу модерно и не дозволува палачинките да се залепат на тавата, па дури ни првата. Најтопло ја препорачувам за сите оние кои сакаат да подготвуваат супер вкусни палачинки, особено за оние кои се уште не се многу вешти во пражењето. Тавата за палачинки ја набавив преку купон плюс акцијата во Веро на попуст од 50%. Одлична цена за квалитетна гусена тава во која палачинките се печат рамномерно и многу брзо. Кога тавата ќе се загрее убаво на средна температура, ставете од смесата за палачинките. Гответе од секоја страна од 2 до 3 минути. Ќе знаете дека палачинката е спремна за да се преврти кога на крајот ќе почне да се одлепува или пак ќе започне да добива златно кафена боја. Оваа тава ќе ви помогне спектакуларно да ги свртите фрлајќи ги во воздух, бидејќи има специјално дизајнирана рачка токму за таа намена. Мојот трик за секогаш сочни и ароматични палачинки е да ги редам една по една на дрвена даска, а одозгора да ги покријам со помош на кујнски бришач. На тој начин парејата ќе се задржи во кујнскиот бришач и палачинката нема да се затести од кондензацијата. На крајот сакам да ви дадам 3 различни варијанти за тоа како да ги сервирате овие вкусни палачинки. Првата идеја е една класика која секогаш останува фаворит – домашен џем од кајсија. Следната комбинација е чоколаден крем со сечкани лешници. На овој начин ќе го почувствувате јакиот чоколаден вкус од кремот и крцкавиот дел од сечканите лешници. Последната идеја е малку невообичаена, но многу вкусна. Изматете сладка павлака со помош на жица за матење. Премачкајте палачинката со изматена сладка павлака. И на крајот декорирајте палачинката со сладко дуње. и превиткајте палачинката во облик на триаголник.
Кој би рекол дека за толку кратко време ќе подготвите толку вкусни палачинки? Мојата тајна состојка во овој рецепт е растопениот путер кој дава посебна арома и екзотичен вкус на палачинките. Целата листа на состојките ќе ги најдете во описот на ова видео, а вие не заборавајте да ставите subscribe на мојот YouTube канал. Се гледаме наскоро со нови интересни видеа. До тогаш имајте забавно готвење.